съм, аз така на децава им викам. Немат слух дома, никой. Абе, оставите ги телефоните, ти ви дам DVD, Джоле снимат, жити мене, човече. Вака ке си ојте дома. Во настан, во живо вакви. Не чекај, да пропушќам. 2016 ке ја памтиме по тоа шо се донесе црн лебед во Охридско езеро. Бидете со мене. Црн лебед заедно со бели лебеди во исто езеро, одма расизмов излезе на површина. Исплива расизмов одма. И стварно чоат, сите глумат демек да се окей, нема ништо сменето. Еве се сликаме со лебедиве селфи. Ама црниов некако конаќоше го реда. За да може да окропнит после дома на компјутер, расисти едни. И стварно заебано е човече. Многу тешка работа, одма гледаш расизам во све, одам да ги хранам лебедиве, знаеш? И му фрлям леб вака, и да црниов си викам, опичку матер човече. Види прво поставен си неубо, ти од озгора му фрляш леб нему, разбираш, демек тој нема си дозволи. Чекат на тебе, ти да му даиш, да се смилуваш, викам, егај заебано, се спуштив на негово ниво одма. Довде во вода влегов. Може неубо ми беше на душичево, не? И му фрлям од лебов, го хранам вака, и овие беливе кнасиве одма дојдоја, и тие расисти човече. Овој кутриов црн лебед донесен од золошка во Белград, пази! Црн лебед во золошка во Белград! Класика расизам, човече! Ужас! Таму во Кафес го чувале, го пренесле преку граница црноробје. И овде не го пуштиле одма на слобода. Не, 2 недели во карантин, в затвор да поседит малце. Да го пресечит наеднаш слободата. И ви вика, знаеш, го хранам лебедов, одма овие кнасиве дојде вака. Го гледаш лебед, си викаш, него шо Милошо, кнаса е во него, еј. Вака. Кнасни човече, можеш да познаеш колку се кнасни лебедине кои ти излезат на копно. Вака дурпливец, знаеш, со опавчено тебе нешто. Вакви, а излег вид на она во плитко, но одма вакви се, колку хобити. Вакви. Охридски лебед вака изгледа. И тој тука ќе се поседи, ќе купол така. Страшно човече. Ко манекенка од Викторија Секрет, ама сама дома куќе е. Такви се лебедиве за мене, гнаси човече. И викам го хранам овој црниот, му давам леп, ови одма дојде да му го земе. Ток утро неснајдено в золошка расте, сираче. Ни мајка знајт која му е, ништо. И зелов да ги тепам овие гнасиве беливи. Живи се тие по мене со клюној, јас по нив со леп. Сакав праведен да бидам, знаеш. И избегаја некако и сега сакам да се сближиме со ова со Чедово. И давам лепче, знаеш. Пробвам, зборвам некои јазици, јас поманјам шо зборвам, ама сакам да научам. Кој ке за него, за неговата култура, му зборвам нешто на лебедски, ама темно лебедски. Знаеш да ме... Вака ме гледате. Хранам му вам. Се глупирам, бе. Луѓе помня, шо правиш море, Никола, муабет си правиме. Со Чедово. Лек свон го имаш гледано. И, знаеш, му фрлям леп едно друго, гледам, некако чудно ме гледа. Лебедов црн. Вака со влажен еден поглед. Знаеш, натажен си, викам, шо правам, неубо сега, да не сгрешив нешто, да не го навредив ова Чедово. Шо правам леп му давам, го гледам лепов, бел! Лебел
човече најбел, тип 400. Најрасистички леп што може да постои. Тој што го прави во Житолев гарант нација, човек, со кукасти крстови. Лебед, истетовирано на пречкартан вака. Тешко ми падна, човече, немав што да направам, му викам, еве ти 50 денари, купи си што сакаш. Да не те навредам. Дете во сега ке ми рече, тато, ајде прешетаме по крај зеро и ги храниме лебедине. Зошто? Зошто само ние да сме расисти овдека? Така, и кога ќе видиш, човече, стварно расизам имат во све, ако гледаш од таа гледна точка. Пример, во Финска дурбев, се дружев со црнец. Сега како звучи това? Во Финска се дружев со црнец, сликава што се добивате таја. Не сте во право кнаси едни перверзни. Работите на студено се собират. Безбедно е да си со црнец во Финска. И ви кажав дека се чувствувам длабоко во себе како жена, јас сум една жена длабоко во себе, и од таа женска гледна точка можам слободно да кажам дека на жената големината не е битна. Ако ти го види колкавки, ако ти е мал, воопште то не е битно. Таа големина не ја занима, човече. Сите жени ме разбраја. И се дружам со црнецов во Финска, безбедно беше таму. Кажи, кај знаеш ти имаш бидено? Во финска сауна? Нешто на грло ми збориш. Упала, а царе? Але друго е дома. Ојме и црнецов ми викат, сакаш да ме на пиво? Ај, ојме му викам. И си викам, сега гледај, пази Никола на расизам. Викам, да не одам јас да го частам него. Неш да се осети ту гнетен, демек јас можам да си дозволям, ти не можеш, знаеш, white power, такви срања некој. Полго, за да сме еднакви, тој нека ме части. Ке се понижам. Цело време понизен ме. И ми викат, шо пиво сакаш, јас ке пивам темно, јас викам, јас светло. За мене вино, брат. Пошо веќе сосеќам виновно. Се смејте, ама вие дур се смејте, Македонија одново се задолжи со 60 милиони евра. Дур се смејме сите ние овде. Сакам да ви кажам. Да. Точно така. И најако ми е во вестник кој ќе прочиташ, експертите сметаат дека овој тренд на задолжување мора да запре. Не знаеш дека е тренди да си задолжен? Замисли још на типка дискотека и кажеш, маче шо пиеш? Шо бе, имаш пари за пијачка? Него како? Па земи затужи се бе, селјак, биди тренди малце. И одма контраексперти, нормално мора да имат и такви баланс да имат во космосот, експерти и контраексперти. Контраексперти ја викат, македонската економија има кондиција да ги издржи задолжувањата. Жити се во која теретана вежбат македонската економија, да поиме сите тромалце да повежбаме. Сеш некако долгојме на кондиција почнаа да ме фаќи. Не знам. То задишам цело време, се осеќам. И сите нормално, секој сака да живе дубоко, ќе слушаш, море Германија, брат, ти знаеш како е јако? Најако е Германија, зашта му оиш, работиш една работа, друга работа, мијаш пајнци вечерта и имаш камен. И овде да работиш една работа, друга работа и да мијаш пајнци, ти имаш камен, само овде никој не сака да мијат пајнци. Јас дома не ги мијам, ќе не иде ја работа, нормално. Тоа е море под секое достоинство, так ланчето в уста. Значи, кога ќе видиш нас све што ни треби за да се збогатиме е место тајно кај што ќе миеме пајнци. Никој да не гледа. В подрум, мало фирмиче. Ко за перење пари, само ова за пајнци мијање.
И още измала му викаш, ручавте дома. Донеси панчинята ти за мен. Виж какво вся имам. И ако те приметит комшията, заш во секоја зграда мора да имат еден шо прати све кој поминал, заминал. Све шо знае. Ков катастар да работи. Се, ако те чак ти сад, и речи шо правите комши во подрума, нешо многу вода трошите. Кит чувам бе. Кит има. Убиец. И гладен е. Дај да ја видам, не може ке ми настини. Ке ми гурочиш, виж се каков си. Ням ке уреде. И Германија, ако ке виж стварно убое, зашта му имат ред. Се знае шо е, влек виж во општина, имат ред. Имат ред, зато немат редици. Обратно пропорционално е. Ова ко гатанка обичку мати. Ред имат, редица немат, шо е? Општина во Германија. И обратно, редица имат, ред немат, шо е? Нервно во Охрид. Ми се чините, сега, не дај Боже, атомска бомба, цунами, нешто, дудри сите, а покиниме сите духој ќе станиме. Заш секој од нас има недозавршена работа во општина. Unfinished business. Узакаш. Значи таму си имат ред во Германија, се знае шо е све, општина, овде кај све извешано човече. Во општина се понашаме ко на пазар. Дома ко в кафана ко дома. Дури кој ќе влезеш во аптека, ние ко в месара се понашаме. Влегвиш во аптека и викаш, дај ја зепам од 3 милиграми. Од 8 имам. Дај, пијаме ние. Дај нека има. Страшно човече. Ми се чини тоа сиве политички партии, сите вкупно. 3% да остварат од се она шо име ветено. Ми се чини ко нас ќе немат човече. Ова нема тај Македонија Дизниленд ќе се вика. Ќе немаме ни проблем со името автоматски вака. Одма човече, ши ми се ќе треби гласачко тело да се увезит од надвор. Незадоволни граѓани. Не дека до сега немало случаи, де? Се премемува. Знаеш, да ги внесиш некој од надвор, шо ќе протестире, разбираш, шо ќе му е неуво, вике тоа, преплада. Шо правите, Протестираме. Зошто? Па неуво ни. Блазеси. Наспреуво ни е, чао. Ке не изет монотонија од што ни е преуво. Не да ни е преуво, топ ни е, брат. Шо ти е тоа раката? Сендвич. Па, класика. Сендвич неам каснато од последен пат ко протестиравте, све ко ни исполнае. Ако Бога љубиш, дај да каснаме нашка. Паше, изејте го сендвичот, ојте си дома. Ке ве слушнат што парате, све ке ви исполнат, после што ќе правите. Вака ко нас ко пукала ке седите. Презадоволни. Здравство, топ има да е, човече. Ке немат болни појке. Болен за лек ке не може да наш. Доктори без работа, кај Чинарон полно доктори ке. Вака ке седат, ајде нека кивнит некој. Владата реклами ке пушти, биди болен, кивни, Македонија те вика. Што мислите? Идеално, преуго, вау. Да, дојде. Докториве без работа, ки имат документарни емисии. Ебе го мъж ми, секој ден кај Чинарон без работа, доктор без работа, страшно.
Немат човек болен ни за лек, не може. На времето како беше пред да ни исполнат све, пред да е преубо, редици чекаја луѓе. Врски фаќаја му носеја виски, шо не за да ги оперират. Сега скалпер нема фатено години, враце. Се молиме некој да поможи. Немојш човек од слепо црево болен да наиш. Пошто све е опулено во државава. Уау е. Да. Реклама ќе оди, знаеш, она хуманитарен настан. Ова е доктор Еди. Еди кој си? И него му е потребна твојата помош, разболи се. Овозможи му убава иднина. Фондов не може да одобри средства за здравство за доктор Еди, зашто и не прави ништо. Разболи се, падни поскали. Биди хуман. Да, пензионериве топ ке се... Топ? Ама нервозни. Ке речи, и ова не е живот. Све ни исполнаја. Еве. Бараме младиве да влезат да се повозат тротие без пари. Да видат нас како ни беше на времето. Ко се мачехне. Парано вештешки кол требеше да ставам, редици се чекаја, блазесим. Се 4 имам, секој ден им една. Едни зимски, едни летни ми се. Не можеме да постигнеме пенсија, земаме 2 пати месечно. Шо фонд те беше ова, кој вака не проколна? Утре ке треби думра, ке му остан наследство на деца. Нека пари да му оставам вака, да се мачат, да ме колнат после вако патар. Ке ти се пасера и во државата све преубо. Да немој со друг парк муаве да направиш за политика. Преубо све, човече, идеално. Сите ке сакат да се вратат тогаш во Македонија, ама на! Сеј си таму Камбера. Баравте, гледајте. Кај бевте ние ту растварувавме. Царина, пате. Кога оиш таму да те прашат, каде вие, господине? На викенд во Македонија 4000 евра има, сака убава си поминам. Назад! Ке ми внесви тој странски капитал, уж малце и да пукниме од Убајна. Назад! Следен, вие зашо сте? Сакам да емигрирам во Македонија. А мизерен си? Не, пресреќен. Назад! Такви ко тебе, знаеш колку имам овде, со лопата имам да ги ринам. Следен, вие, господине, јас фирма имам во Германија, е на приватен капитал, е на само... Не, загреата. Душе мачно му е, ела, влези малу да се одмориш. Добре дојдовте во Македонија. Влези, одмориш и ти мене. Вие со капиталот марш! Оли она му Дубај негде капари кај што му требет во Македонија ке ми носиш странски капитал. Како? Во кафичи презадоволни ке правиме муабет. Човече, не изеде ова монотонија, не изеде. Кој не проколна, кој клетва фрли, човече? Све преубода е. Секој ден успешен ми е, не можам да немат ништо, разбираш? Абе, ке ти се мочам и на влада и на се... Немој, брат. Ќути, Аманджи, ти се кјош, ке се помочаш, ке те казнат, пак ќе озголемиш буџетов, ние те патиме. Мисли малце за другиве, море. Мислиш, јас не икам да се изразам по општествова? Како? Другиот ке речи, ние некнеска викенд ојдовме до Шведска со жена ми. Малцеа падниме во депресија. Ова не се издржи овие убајни, човече. Ојдовме, скокнавме на викендито со автобус. Бра, до Шведска со автобус? Да, ко на времето. Блазеси ти. Шо блазеси ми одвај шофер најдов. Му викаме, ти платам 1500 евра на рака, ти ги давам. Не се нафаќат, брат, не те були.
во пари, ми говори да му се лошит од кеш, разбираш? И текна на носталгија го фатив. Му дадов непрана кошулја една, запотена и рече, леле, брат, назад ме врати во младоста. Не со автобусов, ако сакаш ушка ќе те однесам до Шведска. И му реков, и пантоли ќе ти дам, само не пуштај клима, сакам ко на времето да ми е. Преубо, едни убајни. Све човече ќе пцујат луѓе во ке реча, ти се посерани во ужас, веќе нема што да правиме. Едва и чекаме нешто на Охрид еден да објават кој погинал, кој загинал да не освежит малце во Душичево. Иначе ова монотонија не изеде, брат, не изеде. Фала ви многу, тоа е се за ова вечера. Ви посакувам убава игра. Ама затоа што сте прекрасни уште мало допълнувају. Жени треби да ја водат политикава. Не, ако ме прашате. Go girl. Жена од ко станав така размислувам. Жени треби да ја водат политика. Ако водеа жени немаше да сменува дереđe. Секогаш ќе имаше политички монолог меѓу партиите. Да, истовремено ќе зборвеа и пак побрзо ќе се разберат од колку овие нашиве. А настана политичка криза, стоп! Ојме на шопинг. И кризата е одма надмината. Со закон и устав ќе се воведи пиење кафе секој ден и праење муабет за чаршиски муабети. Да се релаксираш мало, да се истушиш. Не знам, на Джордж Лукас како не му има текнато Дарт Вейдар требеше жена да е. Во универзумов ќе имаше спокојство. И ласерска депилација, знаеш од кога ќе беше измислена? Само вклучи го лајтсейберот. Дарт Вейдар, самохрана мајка. И ти опрашат Люк Скайуокер, кој ти е татко? I am your father. Да, а не сега вака типично она машки човече. Машки ве го ќе водат држава, тие држава ако женска ја гледат. Секој сака да ја поеви. Не така. Кога ќе ги видиш чове, ево, па и партиве како звучат. Ево, ВМРО. СДСМ. Туј. Пес. Сите ко машки звучат човече. Типично машки имиња она. Кога ќе ги видиш ко вградинка да се. Дечињава, мали. И нормално учителката кој ќе му дојде, која е таа? Америка, нормално. Таја кој што ќе речи, сите има така да правите, иначе ќе воведам санкции. Ќе му речи, ајде пиниња, денес во градинкава ќе си играме избори, сакате? Да! О! Јазично се, шо? Рековме дека ќе бидите идеално. Ајде сите да игра... Ајде ВМРО! Само ти, пиле, не сакаш да играш избори. Ајде, дојди, измешај се малце со другиве деца. Ајде, мило, учителкава, од овде го фаќат ВМРО за раче. Пошто долга е раката на ВМРО. Ајде, мило, никој не ти го земат столчето, дојди да си играме избори. Сакам да ви кажам, ворете и да си бидиш за ВМРО, и за СДС, и за ДУИ, и за БЕСА, за секоја политичка партија, значи релаксирајте се, ворете. Само најлошо е да си за секој случај. Добро вечер.
Srećna Nova godina, ale prepuštam na pendo.